Меморандум за соработка подпиша Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Државната изборна комисија. Основната цел е преку реализација на целите на меморандумот да се придонесе за зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот процес. Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива и Државната изборна комисија вчера подпишаа меморандум за соработка во согласност со европското законодавство, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост, домашната регулатива и интерните акти. Основен приоритет на двете страни, како што велат од ДИК, е преку реализација на целите на овој меморандум да придонесат кон зголемување на поддршката на граѓаните со попреченост во сите сегменти и фази на изборниот процес, остварување на нивните гласачки права, унапредување на работата на изборната администрација во создавање на услови за унапредување на инклузивноста за гласачите со попреченост и успешно спроведување на инклузивни избори. Денеска заедно се согласивме координирано да работиме во насока на остварување на конкретните цели од меморандумот, како што се зголемување на учеството на лицата со попреченост во изборниот процес преку согласување на подзаконските акти со одредбите од Конвенцијата на Обединетите нации за правото на учество на лицата со попреченост во изборниот процес, подобрувањето на ефикасноста и ефективноста на процесот на организирање и спроведување на избори и процесот на гласање во однос на лицата со попреченост, унапредување на вештините и знаењата на изборната администрација за поддршка и комуникација со лицата со попреченост, зголемување на свесноста и знаењето за изборниот процес на граѓаните со попреченост, зголемување на меѓусекторската соработка за унапредување на изборниот циклус за создавање на услови за пристапен и достапен изборен процес за лицата со попреченост во Република Македонија, како и поддршка, соработка и учество во подготовката, развивањето и имплементацијата на стратегии, програми и проекти за создавање на услови за пристапен и достапен изборен процес за лицата со попреченост во Република Македонија. Председателката на Инклузива Благица Димитровска појасни дека во 2016 година со поддршка од повеќе донатори направиле сеопфатно истражување за учество на лицата со попреченост во политичкиот и изборниот процес, по што дале препораки и конкретни предлози за подобрување на лошата состојба, како што вели Димитровска, што ја виделе на терен. Истражувањето се правело директно со лицата со попреченост, а во фокус групите биле вклучени и нивните семејства. Ние повторно направиме едно мало истражување и за локалните избори, но тоа го направиме во соработка со Цивил, бидејќи во рамките на нивните наблюдувачи имаме своји наблюдувачи. Сите забелешки за спроведувањето на локалните избори во однос на организирање и спроведување, иако имаше голем напредок, слушнавте од претходните говорници, ќе се обидеме за следните избори да бидат отклонети, она што не може, бидејќи се не може, бидејќи кај нас недостасува речиси се, од пристапот до гласачките места, физичката пристапност, делот од материјалите за едукација, материјалите на гласачкото место, значи се треба да претрпи корекција. Вчера, веднаш по подпишувањето на меморандумот за соработка, започнала 3-дневна работилница за вработените во седиштето на стручната служба на Државната изборна комисија, која ќе трае до 15 март, а преку која учесниците ќе се стекнат со вештини за испорачување на обуки за лица со попреченост. По комплетирањето на оваа активност ќе следат регионални работилници за представници од општинските изборни комисии, кои ќе се реализираат во текот на месеците април и мај оваа година. Со реализацијата на овие активности, Државната изборна комисија ќе се здобие со тим на обучувачи со специфични вештини за комуникација и испорачување на обуки на лица со попреченост. Овој тим на обучувачи понатаму ќе работи на реализација на целите на овој меморандум за соработка. Како што потенцираше председателката на Инклузива Димитровска, во североисточниот регион на Македонија има околу 1000 лица со попреченост, со кои Сдруженијето е во постојан контакт, но тоа не е реалната бројка, односно потребна е помош од институциите за да се добие јасна слика за колкава е бројката на овие граѓани. Од тука произлегува и потребата од регистар со број на лица со попреченост.